Министерството за одбрана во војна со сопствениот кадар. Државната ревизија во извештајот за 2024 година објави дека за една година Министерството исплатило 12 милиони евра само за исплата на извршни пресуди, главно од вработени кои не добивале додатоци согласно закон. За една година отворени биле 1221 судска постапка против одбрана, но од 12 милиони евра, над 4 милиони се исплатени за камати и извршители, адвокатски и судски трошоци, поради лошиот менаџмент и малата правна служба која често не може ниту да се појави на рочиштата. Додека се плаќаат милионски казни за старите вработени, одбрана ангажирала и 57 договорци на дело за кои за една година биле исплатени 157.000 евра. За државната ревизија, спорно е што дел од овие работни места се предвидени во систематизацијата, но и што дел од нив се за советодавни консултантски услуги како протоколарни работи за организирање на настани во кабинетот на министерот или заменик министерот. За договорците, ревизорот нотира дека не постојат извештаи за сработеното. На крајот на 2023 Министерството спровело набавка за нов телефонски систем во вкупна вредност од 1,5 милиони евра, но опремата не е инсталирана поради некомпатибилност со постоечката инфраструктура. Иако во оваа набавка биле купени 2000 телефони, 70% седат во магазин и не се ни употребуваат. Државната ревизија утврди пропусти и во евиденцијата на имотот со кој располага Министерството. Иако за 4 години, во периодот од 2018 до 2024 инвестирани биле 18 милиони евра за изградба и реконструкција на објекти, во списите во Министерството не е направена промена. На хартија вредноста на имотот со кој располага одбрана е на исто ниво како и имотот во 1999. Дополнително, во документите на одбрана не се впишувала ниту вредноста на вооружувањето и опремата, туку само нивната количина. Даниел Василев, Сител телевизија.